ден. Татко, те молам, прочита ми приказна пред спијање. Добро, но само една. Кажи, која ја сакаш? Приказната за учителот. Во центарот на Солун се наоѓаше голема куќа со прекрасна фасада и широк двор, во кој цветаа избрани јужни цвеќиња. Тоа беше куќата на Лав, помошникот на војниот началник на Солун. Овој голем царски чиновник, грк, имаше жена словенка по име Марија, двајца синови. Постариот се викаше Методи, а помладиот Константин и една ќерка Сидона. Нивните деца, иако посетуваа грчко училиште, подобро го знаеја словенскиот јазик со кој мајка им ги беше задоила уште со првото млеко. Најстариот син, Методи, веќе имаше завршено високо училиште и служеше како помошник на воениот управител во една област од големата Византијска империја. Татко му сакаше тој да биде војсководител, а тоа пак на младиот човек не му лежеше на срце. Тој најмногу од се ја сакаше книгата и него почесто можеа да го видат и како луѓерите, отколку меѓу војниците. Нивната ќерка Сидона, убава како сонце, со руси коси и сини очи, чиниш, низ нив можеше да се откатне широката и весела словенска душа. Најголема страст и беа плетењето и везењето, на што мајка ја научи уште од најраните години и сето слободно време убавата Сидона го поминуваше над сребрениот разбој. Константин, најмалиот син на началникот, со само 10 години беше чудо од дете. Беше бистар и трудолюбив, затворен во себе, истовремено љубопитен. Располагаше со чудна моќ брзо да навлезе во тајните на лекциите што му ги препродаваа учителите. Тоа чудно дете не го привлекуваа само книгите, него го привлекуваше и животот, но најмногу од се го сакаше морето. Константин често љубопитно шеташе по пристаништето, наблюдувајќи ги гемиите, испечените и брадосени лица на морнарите, но и несрекните судбини на робовите кои се продаваа. Можете ли да ми објасните што значи зборот варвар? Кои се тие? Каде живеат? Варвари се дивљаци, Константине. Ене ги. Не ја знаат мудроста на книгата и живеат како стоки. Но ти не плаши се, господару, освен во синџири. Како што ги гледаш, тие никогаш не можат да дојдат во Солун како слободни луѓе. Јас не се плашам. Само прашувам. Ами не ли се тие силни? Како може да дозволат да бидат оковани во синџир? Зарем се толку глупави и плашливи, да слободата да ја заменат со робство? Зарем е справедливо на овој свет да постојат господари и робови? Под ова сонце, што грее еднакво за сите? Зарем не се сите луѓе еднакви? Па било тие грци или не? Остави ги. А по поисте? Дедо, што напрашува ова дете? Очите на Константин светнаа од радост, па тоа го разбра секој збор што излезе од устата на малиот роб. Да, тоа беше словенскиот јазик, на кој зборуваа мајка му, брат му и сестра му. Тој јазик го знаеа сите кои работеа кај нив. Најпосле, на тој јазик зборуваа сите солунчани. Грчкиот јазик не му беше близок, не му беше мајчин. Константин него го зборуваше само кога беше принуден. Или сте словени? Ние сме македонски словени. Нашето место се нарекува Тиверија и од овде оддалечено еден ден одење. Словените се многоуброен народ. Имаат огромни земји и различни се имињата на нивните племиња. Тие се еден род со еден јазик. Кога сте толку многобројни,
Како дозволивте да ме фатате за рогат? Ние таму си имавме ниви, ливади, пасишта. Си ги оравме нивите, си го пасевме стадото. Никому не мислејќи лошо. Нашата земја е дарежлива, а ние сме работлив, весел и миролюбив народ. Место копија за борба, нашите луѓе носат шупилки за свирење. Ние ги сакавме песните, а не војните. Но кога сме принудени и на тоа копие земавме раце и ракувавме со него, не полошо од сите други војници. Срамота и ниско е Константине, синот на пресветиот Господар, да разговара со робови. Оди си! Сидона, кажи ми, какви луѓе се словените? Константине, јас не знам какви се. Мислам дека се луѓе како нас. Константин растревожено шета низ собата и ја бара мајка си да му одговори на прашањето. Кога таа ќе пристигне, со солзи во очите, се фрла во нејзината прегратка и додека тој раскажуваше и плачеше, таа нежно му ги бришеше солзите. Има ли на светот некој друг што може подобро да го разбере детето од родената мајка? Зошто плачеш? Солзите не помагаат. Мене ме радува тоа што имаш добра и справедлива душа. Кога сите луѓе би биле како тебе. Чедо моје, у светот не би постоале господари и робови. Мамо, јас би сакал да ги откупиме старецот и неговиот внук. Ако ги одведат со некој брод, кој знае дали ќе имаат сила да го издржат овогиот пат? Се надевам дека татко ти нема да ти ускрати таа желба. Таткото на Константин ја слуша неговата приказна, му дава пари, а Константин истрчува на пристаништето каде ги купува робовите од трговецот. Ти место срце сонце имаш во градите, дете. Тоа зрачи низ твоите очи. Ние ја осетивме таа топлина. Туку да даде Господ и другите да ја сетат. А Константин, магевсан од волшебната мелодичност на јазикот, паленет од широчината на благородната словенска душа, ги поеше своето жено срце и млад ум со нови созданија. А што ќе знаеш за тоа паметно момче? Едни му ја преткажуваа славата за војсководец, наследувајќи го татка си. Други тврдеа дека ќе биде учител, со што си имал работа со книгите. Таков учител Солун се уште не видел. А сега ти спи и кротко.